Во оваа емисија на Агенда 35 ја продолжуваме темата за искористеноста на европските фондови. Каде, колку и зашто ги трошиме овие пари и какви проблеми се јавуваат во овие процеси. Разговараме со луѓе кои што се директно вклучени во оваа проблематика, а ви носиме и интересни проекти. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате. Новата програма на ЕУ за истражување и развој тежи рекордни 100 милиарди евра. Македонија има целосен пристап до Хоризонт Европа. Прашањето е дали имаме капацитет да ја искористиме шансата. Разговараме со Јадранка Ризанковска од Стопанската комора. Општина Карпош е една од најзадолжените општини во државата за реализација на проекти насочена кон користење на европски фондови, грантови и ефтини кредити со цел да одговори на потребите на граѓаните. Гостин е градоначалникот Стефан Богоев. Следете на. Со објава на првите повици, Европската комисија неодамна ја стартуваше најновата програма за истражување и развој Хоризонт Европа, која во следниот 7-годишен период од 2021 до 2027 година има резервирано 100 милиарди евра. Првиот објавен повик во рамки на Европскиот иновацијски совет, кој е дел од програмата Хоризонт Европа, е наменет за компании, истражувачки центри, универзитети и бизнис асоциации, кои заеднички треба да соработуваат за да ја постигнат целта на Европската унија, да стане конкурентна и иновативна економија со зголемени капацитети за извоз и интернационализација. Република Северна Македонија има целосен пристап до оваа програма. Повеќе за можностите кои им стојат на располагање на македонските компании, универзитети и истражувачи, разговаравме со Јадранка Ризанковска, виш советник во Стопанската комора на Македонија. Програмата Хоризонт Европа во суштина овој месец треба веќе официјално да се пушти од страна на Европската комисија као програма која е една од најголемите програми досега за истражување и развој. Програмата Хоризонт Европа е наследник на Хоризонт 2020 програмата и во себе ги содржи помалку или повеќе сите елементи кои се важни за развојот, конкурентноста и иновативноста на малите и средни предпријатија. Кога зборувам на ниво на Европа, затоа што оваа програма е европска програма и Македонија како таква има право на учество во оваа програма, еднакво право како што имаат и сите останати земји на Европската унија. Бидејќи е земја кандидат, тоа право е дадено уште од минатата програма Хоризонт 2020. Европска унија малце доцни со објавување на оваа програма Хоризонт Европа, бидејќи, како што знаете, буџетот на Европската унија, поготово за овие програми, беше блокиран и некаде во декември беше одобрен, што значи дека очекуваме до крајот на месецот или почеток на јуни официјално да се пушти да се објави употребата на програмата Хоризонт Европа. Меѓутоа, Европската комисија веќе почна со објавување на дел од проектите, како например една од клучните новитети во програмата Хоризонт Европа е формирањето на тој Европски иновацијски совет, чија улога ќе биде токму она за што и ние како Стопанска комора се бориме цело време, а тоа е да ги подржи компаниите во делот на иновирањето, односно да им овозможи грандови или средства преку проекти со кои ќе можат да ја подигнат својата конкурентност преку создавање на нови производи, нови процеси на производство, иновации генерално за создавање на нови производи. Програмата Хоризонт ќе се базира на остварување на приоритетите на Европската унија, а еден од двата клучни приоритета што за нас како економисти, односно како Стопанска комора е важно, тоа се двата приоритета, тоа е договорот за зелена економија и дигитализацијата. Значи, тие се двата клучни околу кои ние како Стопанска комора ќе се обидуваме континуирано да ги објавуваме сите повици кои ќе се објавуваат во рамки на овие два приоритета. Овој пат, тој Европски иновацијски совет во суштина треба да им обезбеди на фирмите пласирање на нивните иновацијски идеи, производи, процеси и така натаму до пазарот. Значи, целиот тој пат што треба компанијата да го изоди од создавање на иновација, па се до пласирање, производство и пласирање на истите производи, ќе биде поддржан во рамки на
програмата Хоризонт, односно во рамки на Европскиот иновацијски совет. Тоа е нешто добро, затоа што и во претходните програми постоеа такви инструменти, како што беше инструментот за мали и средни предпријатија, инструментот брза трака до иновации, кој исто тоа го возможува, меѓутоа овој пат све ќе биде на едно место и комисијата кога го лансираше Европскиот иновацијски совет, најави дека во рамки на овој совет ќе има и лица кои ќе бидат во суштина ментори и компаниите ќе имаат менторска подршка во целиот тој процес. Со оглед на тоа дека станува збор за навистина обемна и атрактивна програма тешка 100 милиарди евра, клучно е навременото информирање на потенцијалните корисници од нашата земја и секако што поголемо користење на можностите за зајакнување на иновативноста и конкурентноста на економијата. Доброто е тоа што ние како земја почнавме со објавување на оваа програма и добро е тоа што како Стопанска комора, значи одлучни сме овој пат сите повици за проекти за кои сметаме дека ќе бидат корисни за нашите компании, каде што тие можат да аплицираат, ќе ги објавуваме и на нашата веб страна и ќе имаме инфоденови, ќе организираме и обуки, брошури и така натаму, за да може да се олесни тој пат и да биде информацијата достапна навремено до самите компании. Ние веќе во февруар месец уште одржавме инфоден, каде што ги најавивме овие повици во рамки на Хоризонт Европа, за да може компаниите на некој начин да се спремат, бидејќи со самото објавување веќе останува 2 до 3 месеца за подготовка на апликација, меѓутоа самите компании мора да бидат свесни дека тие мора претходно да се подготват таа проектна идеја, да ја развијат, претходно да ја имаат, да имаат увид какви партнерства, бидејќи повеќето од повици ќе бидат со партнерства, ретко ќе бидат објавени повици каде што една компанија ќе може сама да аплицира, меѓутоа ќе има и такви повици. Така да подготовката на компаниите ќе треба да се направи, самите компании значи ќе треба да се подготват многу порано со неколку работи за да може да фатат чекор со овие повици. Хоризонт Европа е програма наследник на претходната Хоризонт 2020, која исто така даваше можност за финансирање на истражувачки и развојни проекти. Колку Македонија, особено македонските компании, ги искористија достапните средства од Хоризонт 2020? Програмата Хоризонт 2020, за разлика од претходните, беше искористена, меѓутоа за жал не од страна на приватниот сектор и на компаниите. Многу мал број на компании се осмелија, да кажам, да подготват апликации или да аплицираат. Меѓутоа исто така и патот за аплицирање и добивање проекти беше многу тежок. Зошто? Затоа што постоја неколку инструменти, како што беше инструментот за мали и средни, брза трака до иновации, каде што компаниите може и сами да аплицираат. Меѓутоа, она што беше клучно и ние како комора во разговор со ЕАСМЕ, агенцијата во Брисел, дојдовме до заклучок дека технолошкото ниво на македонските компании е на многу ниско ниво. На скала од 1 до 10, technology readiness level, како што го викаат они, или технолошка подготвеност, Македонија беше некаде од 2 до 4 максимум. Што значи дека овие инструменти бара компании со малку поголем технолошки развој, и затоа као Стопанска комора заедно сега со Фондот за иновации и технолошки развој, една од клучните работи на кои ќе иницираме као комора е да има што поголем број на повици во рамки на овој фонд, за да може ги подготвиме компаниите технолошки да се подигнат. Она што е различно сега е тоа што ќе може да аплицираат и компании со многу помала технолошка развиеност, меѓутоа заради тоа што процесот во неколку фази ќе се одвива, нели, тоа подигање на капацитетите, иако во рамки на програмата Хоризонт се уште набавката на нова опрема за компаниите не е така слободно пуштена, меѓутоа ќе бидат дозволени ставки од типот на опрема која ќе биде со цел на реализирање на самиот проект кој го аплицираат компаниите.
И за крај, ја научија ли македонските компании лекцијата дека без сериозна подготовка не можат да дојдат до европски фондови кои пак им се неопходни за подигнување на технолошката развиеност и конкурентноста на производите? Радува фактот што за разлика од пред неколку години македонските компании веќе пројавуваат интерес за аплицирање на вакви проекти, пред се затоа што се свесни дека и сите компании во Европската унија не сами вложуваат или инвестираат во своите компании, туку секогаш имаат подршка од некои грантови или фондови. Така да овој пат како Стопанска комора ние ќе се заложиме што повеќе да ги информираме компаниите, да им помогнеме колку што можеме во делот на добивање информации и начинот на кој треба да ја подготват таа нивна апликација, меѓутоа сепак ќе остане до нив да ја развијат својата проектна идеја, својата бизнис идеја која имаат, да најдеме начин каде и кога може да се аплицира таа идеја и бидејќи како што кажав Европскиот иновацијски совет нема да се базира само на еден повик, туку тие компании кои веќе ќе аплицираат на оние првите повици ќе имаат подршка од овој совет се до реализација, односно до пласман на тие нивни нови производи или процеси или услуги на пазарите на Европската унија или надвор од Европската унија. Општина Карпош како една од најзадолжените општини во државата, со цел да одговори на потребите на граѓаните и да ги оствари предвидените проекти, е насочена кон користење на фондови, грантови и ефтини кредити од домашни и странски донатори, кои што им се на располагање на општините. Изградба и реконструкција на градинки, училишта, улици, дополнителни забавни содржини за граѓаните и пред се заштита на животната средина се областите во кои за реализација на проекти општината бара пари од надвор, вели градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев. За подобра апсорбција на средствата од ЕУ фондовите, во општината е формиран посебен тим во секторот за развој. Негова главна задача е следење на огласи кои се однесуваат на природата на работењето на општината и аплицирање на истите. Како резултат на сето ова, да речеме, една од главните работи која што активности, односно инвестиции кои што ги реализирала општината со користење на средства од грант, тоа е преку Европската унија администрирано од страна на Светска банка за адреналинскиот парк кој што се наоѓа на кеот на реката Вардар спроти Карпош 4. Практично 42 милиони денари е учеството на Европската унија, односно неповратните средства кои што ги добиваме од Европската унија за адреналинскиот парк. Покрај тоа, второ рангиран, да речам на некаков начин, условно кажано, е користењето на средства за изградба на градинка во Бардовци. Тоа се 120.000 евра од Европската унија пари. Таму градинка воопшто немаше. Сегашната градинка сместува 78 деца, тоа е максималниот капацитет на градинката, со што дечињата од Бардовци и Злокуќани можат да ја посетуваат таа нова енергетско ефикасна градинка, а претходно мораат да одат од другата страна на Вардар дури, на територија на општина Карпош, бидејќи од таа страна на Вардар е само Злокуќани и Бардовци, значи мораат да поминат родителите голем пат за да ги однесат своите дечиња во градинка. Со реализацијата на проектот не завршува обврската на општината, вели Богоев. Таа мора да обезбеди одржливост на инвестицијата. Во конкретниот случај, тоа може да се постигне преку давање под концесија на адреналинскиот парк, кое што е одобрено од донаторите ЕУ и Светската банка. Поради тоа, не постои опасност тие да си ги побараат назад парите вложени во овој проект, појаснува Богоев. Баш поради фактот што стравуваме од нешто такво, затоа се одлучивме делот High Rope, односно тој адреналинскиот дел, само каде што има адреналинско качување, да го понудиме под закуп на оглас. Сето тоа е во консултации со Светска банка и со мисијата на ЕУ тука, во Македонија. Ние директно ја прашавме Светска банка, која што го администрираше целиот проект, дали се согласуваат тие со таков начин. Добивме позитивен одговор, затоа што ние сме и обврзани во договорот да најдеме одржливо решение. Одржливо значи од некаде да прибере пари за да може да се одржи, да се сервисира и да функционира. Не да прави профит, туку да може да функционира. Се работи само за тој дел. Значи, останува free of charge или слободен за користење комплетно фудбалот, одбојката на песок, детското игралиште, сите содржини кои што се пропратни за шетање и за користење, скейт паркот, скверот, значи тоа се останува слободно. Се работи за
само оној дел со качување кој што да појдете и да го видите и ризичен прилично, и задолжени сме према сертификатот кој што го имаше изведувачот на самиот адреналински дел од паркот, High Rope, задолжени сме за да го задржиме сертификатот да имаме обучени лица кои што се бават само со таа работа. Од останатите позначени проекти поддржани од две програми на Европската Унија, Хоризонт и ЕУ за општините, Богоев наведува дека во тек е реализацијата или крајното одобрување на проекти од областа на екологијата. Ние моментално работиме и на проект на полето на енергетиката и енергетската ефикасност со преку програмата Horizon, каде што користиме средства за да направиме еден план и проект за еколошка населба која што би требало перспективно во иднина да има позади Зајчев рид, односно населба со куќи, каде што грејењето и ладењето на комплетната цела населба би била од геотермални извори, односно од извори кои што се обновливи и не ја закадуваат животната средина. И исто така во моментов сме во напредна фаза. Оние кои што не следат и ја пратат оваа тематика знаат дека одобрувањето на проектите оди во повеќе фази. Сме во една од завршните фази на повикот ЕУ за општините, EU for Municipalities, каде што општината аплицира со проект заедно со Пакомак на тема животна средина и екологија повторно. Тоа се приоритети на општина Карпош, а се однесува на набавка на вендинг машини, каде што граѓаните ќе ставаат пластични шишиња, ќе добиваат за возат на картичка средства, односно пари кои што ќе можат да ги користат во одредени приватни субјекти кои што ќе бидат преку Пакомак партнери на проектот и на општина Карпош, и дополнително во истиот повек набавка на камиони за собирање на кабаст отпад, багерчиња за кабаст отпад и контејнери за кабаст отпад. Пари во фондовите на ЕУ има, но нема доволно капацитет за нивно искористување. Ова се оценките на меѓународната и на домашната експертска јавност во поглед на тоа кои се главните слабости на администрацијата на централно и на локално ниво за исползување на европските пари. Со ваков предизвик се соочува и општина Карпош. Има периоди во кои нема ниту еден повик, но има периоди во кои има повеќе повици, при што општината се доведува во услови да бира кој проект е приоритетен за аплицирање и таму ги насочува сите потенцијали. Верувам дека треба да се вложува во кадар и обучување на тој кадар, каде што исто така мисијата на Европската Унија тука во Скопје, во Македонија, може да помогне и на таа тема. Обучување на кадар, бидејќи да речем општина Карпош има голем број на вработени јас кои што ги затекнав, дел од нив можеби би можеле да се приклучат и во овој тим кој што е за аплицирање на проекти, доколку соодветно бидат обучени. Да, има дел кој што веќе на тој начин се приклучија и нивните колеги ги обучија, меѓутоа тој процес на колегијално обучување е многу побавен отколку од кога имате обука од овластени и соодветни обучувачи кои што би биле подготвени само за обучување на кадар. Според Богоев, обуката на кадар е клучна и за центрите за развој на планските региони на територијата на целата држава, кои со поголем капацитет може да аплицираат за проекти кои обединуваат повеќе општини. Уште поважно е, додава Богоев, зајакнувањето на кадровските потенцијали на помалите општини, кои имаат и помали буџети, а со тоа и помала можност за учество на ваквите повици. Вие може да имате некоја општина од неколку илјади жители со минимален буџет од неколку стотици илјади евра, комплетен буџет, вклучително и за плати, и за сметки, и за придонеси, која што има насушна потреба од, да речеме, водоводна или канализациона мрежа која што може би кошта 1 милион евра. Ако треба да учествува со 15%, тоа се 150.000 евра, што една мала општина ќе биде тешко да ги најде. Да не зборувам што малите општини имаат и проблем со кадар, кој што е обучен да аплицира на ваквите повици. Повиците не прават разлика дали аплицира општина Карпош или општина некоја друга помала, да не навредам, рурална општина, тие се подеднакви, критериумите важат за сите. Поголемите општини имаат поголем капацитет, помалите треба да бидат обучени за да можат да бидат конкурентни. Често пати тие единствен начин да ги решат горливите проблеми на граѓаните се преку користење на вакви средства. За општина Карпош и во иднина најголем приоритет ќе биде подобрување на животот на граѓаните преку подигнување на нивото на заштита на животната средина. Во такви проекти, вели Богоев, се насочени и капацитетите на општинската администрација. Значи во животна средина дефинитивно, зошто? Бидејќи имаме две реки, реката Вардар, реката Лепенец, кои што градот Скопје, водостопанство, Министерство за животна средина се грижат за нив, меѓутоа поминуваат на територија на општина Карпош. И имаме планината Водно, исто така, ги потенцирам како места каде што потенцијално граѓаните несоодветно се однесуваат.
тие простори треба да се заживеат за да можат граѓаните да ги ползуваат и користат и да заштитуваат животната средина, а да не бидат мрачни зони кои што понатаму се поволни за несовесни граѓани да фрлаат шут отпад или разно ѓубре од домаќинствата нивни. Дополнително знаете дека вложувањето во екологијата, во енергетската ефикасност, во ново зеленило и слично придонесува и во намалување на аерозагадувањето, нешто што е најголем предизвик на Скопје и на Карпош. Дополнително и е нешто што е на врвот на нашата агенда. Баш затоа што е на врвот на нашата агенда имаме и намалување овие години, меѓутоа далеку сме од она ниво кое што сите го посакуваме како во западноевропските земји, така да тука треба дополнително да се вложува. Европскиот парламент минатата недела го одобри фондот за праведна транзиција во вредност од 17,5 милиарди евра. Фондот треба да помогне за полесно надминување на предизвикот кој го имаат некои региони на ЕУ за транзиција кон економија независна од фосилни горива и загадувачки индустрии. Сите држави членки имаат право на средства од фондот, со забелешка дека средствата се наменети за региони кои се соочуваат со најголеми предизвици, односно висока емисија на јаглерод и кои во голема мерка користат фосилни горива, како јаглен, лигнит, тресет и нафтени шкрилци. Фондот за праведна транзиција предвидува стапка на кофинансирање на проекти до 85% за помалку развиените региони, 70% за региони во транзиција и 50% за развиени региони. Потоа специјална поддршка е предвидена за бизнисите со потешкотии, а во согласност со привремените правила на ЕУ за државна помош. Во пакетот на фондот е предвидено и барање државите на ЕУ да се фокусираат на поддршка на најоддалечените региони и острови и да издвојат одреден износ од националните буџети во рамки на своите територијални планови за праведна транзиција. Европратениците го одобрија најголемиот досега буџет на ЕУ за секторите култура и креатива, и тоа 2,5 милиарди евра за периодот 2021-2027 година. Креативна Европа е единствена програма на ЕУ со која исклучително се поддржува културниот и аудиовизуелниот сектор, за да се земат во предвид специфичностите на различните сектори и подобро одговори на нивните потреби. Креативна Европа е поделена на 3 различни подпрограми, и тоа подпрограма култура, насочена кон вмрежување, транснационална и мултидисциплинарна соработка заради изградба на посилен европски идентитет и вредности со посебен акцент на музичкиот сектор. Потоа под програмата Медија, која е посветена на поттикнување на прекогранична соработка, мобилност и иновации, големување на видливоста на европските аудиовизуелни дела во новото обкружување и начини како да се направат да бидат попривлечни за различна публика, особено младите. Третата подпрограма е меѓусекторска, насочена на поттикнување иновации, поддршка на меѓусекторски проекти, размена на најдобри практики и решавање на различни предизвици. Нови правила за влез и престој во ЕУ на високо квалификувани работници од трети земји, врз основа на директивата за сина карта, договорија Европскиот парламент и Совет минатата недела. Новата шема меѓу другото вклучува пофлексибилни услови на пристап и ефикасни правила за привлекување и задржување на високо квалификувани работници во ЕУ, особено во секторите кои се соочуваат со недостаток на квалификувана работна сила. Подносителот на барање за ЕУ сина карта со новите правила потребно е да поседува валиден договор за работа или обврзувачка понуда за работа за најмалку 6 месеци, а не за една година како досега. Понатаму се олеснува мобилноста во рамки на ЕУ, а се овозможува и неограничен пристап на пазарот на труд за брачни другари или партнери на носителите на сина карта. Дополнително се воведуваат и правила државите членки да можат да им дозволат на носителите на ЕУ сина карта да се занимаваат со самостојна дејност или други дополнителни професионални дејности. На постигнатиот договор за ревидираната директива за ЕУ сина карта му предстои формална потврда од Европскиот парламент и Совет, пошто државите членки ќе имаат 2 години да ги пренесат правилата во националните законодавства. Сончевата енергија е една од најбрзо растечки извори на енергија во светот, а напредокот во фотоволтаичната технологија е многу брз.
Третата генерација на фотоволтаична технологија вклучува соларни ќелии со фотоосетливи пигменти. И додека за овие ќелии има тенденција да бидат потенки и пофлексибилни од претходните генерации, комерцијализацијата е попречена од трошоците за производство, особено цената на проводните материјали. Двајца шведски иноватори, работејќи на полето на фотоволтаична технологија, успеа да развијат флексибилни соларни ќелии за преносни уреди. Иновативното решение има потенцијал драстично да ја намали потрошувачката на електрична енергија во светот, со оглед на тоа што на преносните уреди ќе им овозможи самите самостојно и постојано да се напојуваат со електрична енергија. Инспирација за иновацијата бил процесот фотосинтез, па така шведските иноватори развиле фолија која содржи бои кои ја претвораат енергијата на светлината во електрична енергија. Фолијата него користи скапиот силикон кој создава електрична струја кај најголем дел од соларните ќелии денес. Со реорганизирање на слоевите на соларни ќелии со фотоосетливи пигменти добиен е економичен, енергетски ефикасен фотоволтаичен филм кој може да напојува голем број на производи во затворен или отворен простор, во сенка, кога врне, зајакнувајќи ја комерцијалната одржливост на технологијата. Новиот материјал може да спроведе електрична енергија 1000 пати подобро. Добиениот фотоволтаичен филм е ултратенок, лесен, флексибилен, може да биде во различни бои и да се произведува во различни форми или модели, високо отпорен на топлина и хемиски инертен. Површините може да имаат изглед на кожа, метал или дрво. Иновативното решение може да се користи за напојување на преносни електрични уреди, слушалки, читачи и сензори, инсталации на површини како што се фасади, прозорци и покриви. Следната недела се гледаме со нова тема од процесот на европските интеграции во истиот термин и на истата фреквенција, Македонската радио телевизија. Останете со програмите на јавниот сервис и гледајте Агенда 35.